Вкупно 76 семејства од социјално ранливи категории од Прилеп ќе го решат стамбеното прашање со пуштањето во употреба на новиот објект, владина инвестиција вредна 1,7 милиони евра. Станува збор за зграда изградена во рамки на владиниот проект за лица во социјален ризик и други ранливи категории на граѓани. Оваа зграда е одраз на принципите на хуманост, социјална правда и солидарност, кои се едни од основните начела на кои се поставени политиките на владата на Република Македонија. Врз основа на овие принципи, покрај борбата за што побрз економски развој, намалување на невработеноста и подигнување на стандардот на социјално најзагрозените граѓани, продолжуваме и со проектот за изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи категории на граѓани. Покрај оваа зграда, досега во рамките на овој капитален проект се изградени социјални згради во Скопје, Македонска каменица, Охрид, Кочани, Кавадарци, Штип. Социјалните станови ќе се распределуваат по строго транспарентна постапка преку електронска распределба согласно методологија за бодирање на кандидати за добивање на социјален стан од закон. Значи не постои простор за манипулација со апликациите, што значи дека лицата што ќе ги исполнат сите критериуми и имаат најголем број на бодови, ќе ги добијат овие станови. Исто така сакам да напоменам дека предност при добивање на овие социјални станови ќе имаат децата без родители или родителска грижа. Премиерот Груевски истакна дека покрај грижата за социјалната категорија граѓани, еден од најголемите приоритети на кои работи владата е привлекувањето на нови инвестиции и отварањето на нови работни места за граѓаните. На тоа поле додаде, постигнат е значаен напредок за Прилеп и околината.